Буџетот на Република Македонија наскоро би требало да биде изгласан во собранието. Дознам дека денеска е закажана собраниска седница. По тој повод ќе видиме кога ќе биде тоа завршено. Но тоа што го имаме како предлог за тоа што треба да се гласа, во себе предвидува повеќе од 300 милиони евра помош на предпријатија и јавни установи наместо пари кои би требало да бидат наменети за капитални инвестиции. Повеќе за ова, затоа разговараме со Јулијана Штрковска Коларич, ревизор, областен внатрешен ревизор и координатор за финансии во партијата Левица. Добар ден. Добар ден. Наместо капитални инвестиции во новиот буџет ќе имаме капитални субвенции. Јас така го крстив. Како вие тоа го коментирате? Да, точно така. Иако се наоѓаме веќе во четврта деценија од транзицијата, никако да се поместиме од мртва точка. Посебно со предлог буџетот за 2023 година, мислам дека ќе се предизвика уште поголем застој во капиталниот развој. Ги анализирав буџетите, ребалансите и завршните сметки што се објавени на страницата на Министерство за финансии од 2014 година. И се разочарав кога ја видов структурата на капиталните расходи дека во континуитет се менува. Ако до 2018 година најмногу се вложуваше во градежни објекти и други градежни работи, во што спаѓаат деловни објекти, производствени капацитети, изградба и реконструкција на патна, железничка и комунална инфраструктура, инвестиции во водоснабдувањето, во енергетскиот сектор, пречистителни станици, сега веќе од 2019 почна да се менува структурата целосно. Колку вкупно пари ќе одат за помош? Над 300 милиони? Да, 320, најмалку 320 милиони ќе бидат доделени за помош за предпријатијата, така? За предпријатијата смета владата веројатно дека преку јавни, приватни предпријатија и невладени организации ќе се помести од мртва точка капиталниот развој, што не верувам, да, затоа што се знае дека на приватниот сектор целта е да остварат профит, не е целта да даваат услуги од јавен интерес, а за невладините организации најмалку верувам дека ќе се случи тоа, затоа што има дополнителни средства над 500 милиони евра од тековните расходи од буџетот. Ова ќе биде дополнително. Народот ќе вложува во народни пари ќе се трошат за приватен сектор и невладини организации преку капиталниот развој. Нема тука, предпоставувам, развој, иако не сум јас стручен да говорам за тоа. Предвидени се капитални расходи со кои ќе треба да се финансираат од позајмици. Дали тоа значи дека дополнително ќе ги задолжиме нашите деца, внуци, веројатно до правнуци стигнавме сега? Јавноста знае веќе дека буџетот тежи 5,3 милиарди евра, а 1/3 расходите ќе бидат покриени со домашни странски задолжувања, што тоа сметам дека е премногу. Кога ќе се погледне буџетот како целина, се гледа дека не само што е инфлаторен, туку не носи во должничко робство. Ако се разгледаат приходната и расходната страна, јасно е дека ќе не очекува инфлација, затоа што се предвидени 50% многу повисоки даночни приходи по основ на данок на додадена вредност, што значи дека потрошувачката веројатно нема да се зголеми, само цените ќе се зголемат и населението веќе е во голема мера загрозено, животниот стандард е многу намален. Во 2023 година, за жал, гледаме дека инфлацијата нема да се смири, ниту па потрошувачката кошничка, куповната моќ на граѓаните ќе биде реална. Мислам, тоа гледаме дека е проблем на европскиот континент, не само кај нас, и тој е тренд кој ние не можеме да го контролираме и до толку полошо што ниту една макроекономска политика веројатно не е доволно тоа да се среди во моментов. Но јавниот долг, имам запишано, во Македонија заклучно со третиот квартал оваа година изнесува 7 милиарди и 644 евра. Дали е веќе тоа алармантно? Сметам дека е тоа премногу алармантно, поготово што најавуваат нови задолжувања со предлог буџетот за следната година.
Јавниот долг знаеме дека е меѓугенерацијска обврска и мора да има ефекти за следните генерации да бидат солидарни да го прифатат тоа задолжување. Но ти ќе мора да го прифаташ тоа. Да, или ќе го прифатат или ќе се иселат, за жал. После толкав јавен долг следат мерки за штедење кои веќе ние ги чувствуваме, нели, ограничување во потрошувачката на електрична енергија, топлотна енергија се испорачува се помалку, страдаат студентите, нели, во студентските домови и многу домаќинства. За јавниот долг, иако има стратегии, владата донесе и закон за буџети со кој на некој начин го закони должничкото робство. Со предлог буџетот утврди 64,4% од проектираниот домашен производ, а со законот за буџети дури до 75% може да се задолжи Македонија во однос на проектираниот бруто домашен производ. 60% влада и 15% Јас сум дипломиран економист, но вие сте многу по-искусни од мене и по-стручни на тоа прашање. Вие сте и магистар по економски науки. Дали е тоа возможно една држава да има развој со толку големо задолжување? Јасно е дека нема развој. Дури и државниот ревизор во ревизијата за задолжувањата во јавниот сектор констатира дека растот е капиталниот развој, раст посебно на стратешки инфраструктурни проекти, дека се одложуваат роковите, дека постојано се одолговлекува и растот е спор, бавен и млитав. Јас мислам дека има застој. Плюс тоа, поради сите овие причини, владата плати 58 милиони евра само поради одолжување на роковите, неповлекување на средства, платени се провизии. Гледаме дека постојано некои капитални проекти. Тоа е, значи, од нечија аљкавост, од нечија немарност или неспособност. Да. Еве, раскинате и договорот со клинички центар. Да, тоа сакам да ја прашам. Значи, ние тој проект е најавуван, не знам, неколку влади до сега најавија, направени се тука и физибилити студии, проекти има и представени се проектите. Ама никако да започне изградбата. Да, не би рекла нема завршница, не е ни започната да. Па не, ништо нема. Имаме, тоа е нацртано, убаво изгледа. Имаше и некои пари, некој буџет за изградба, се спомнуваш и така натака, но ништо тоа. Е повторно откажано, така? Да. Уште од 2015 година втората фаза започнува за изградба на клинички центар Мајка Тереза и клинички центар во Штип. Оваа година го раскина договорот за клиничкиот центар Мајка Тереза, и што значи дека Министерство за здравство ќе плати 8,5 милиони евра по тој основ. Тоа што е раскинат договорот? Да, поради раскинување на договорот. Инаку, клиничкиот центар во Скопје и во Штип предвиден е во владата за 2023, 2024 и 2025 година. Во нивниот 3-годишен план предвидени се средства. Не знам дали конечно ќе започне, меѓутоа сите капитални проекти гледам дека постојано се препишуваат, се долговлечуваат, како и историската делница, нели, Кичево, Охрид. Во предлог буџетот стои дека повторно ќе се задолжат од Ексим банка, кинеска банка, или ако задолжувањата се претежно преку... Нели тоа беше спорно, кинеските банки беа спорни едно време, сега веројатно не се, кога нема од каде. Не знам, веројатно да, затоа што така стои во предлог буџетот дека ќе се задолжат од Ексим банка за изградба на делницата Кичево, Охрид. Таа делница која се гради со децении веќе. Со децении, стана историска делница, мислам. Да. Корупцијата е константа, но во последниот период некако борбата со неа е модерна. Сите сакаат да велат дека се бориме со корупција. Вие како ревизор, дали констатирате такво нешто на теренот? На терен не се гледа ефектот. Во во телевизиски студии. Дури, да. Ние сме, Македонија е на 87-мо место од 180 земји според Transparency International, заедно со Косово. Корупцијата веќе е навлезена во секоја пора од домаќините, што народот дури не вели дека треба да има нула корупција, туку помалку корупција, нели, навикнати се. Непотизмот гледаме колку е присутен во јавниот сектор, иако секоја институција носи стратешки план за управување со ризиците против корупција.
Имаме институции надлежни за борба против корупцијата, не само антикорупцијска, туку тука е и Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда, обвинителството и многу државни инспекторати. Меѓутоа, со корупцијата се уште не само што не е спречена, мислам дека во континуитет расте. Тука е и судирот на интереси, најново, нели, сопругата на премиерот отвори бизнис во енергетскиот сектор, и можеме да констатираме дека високите функционери од нив потекнува и тие ако не ја спречат корупцијата, корупцијата ќе продолжи. Ковачевски вели дека во моментот кога станал премиер, дека веќе била кособственик на компанија и тој го навел во неговиот анкетен лист. Така, тоа беше неговата изјава, мора да видиме фер до крај, но факт е дека не знаеме дали од каде потекнува, од кој ешелон на власта, но таа е се присутна долги години, не е тоа сега, но веројатно сега кога сме во некоја етапа од нашето зачленување во Европска унија, веќе е очигледна, веќе пречи. Да, би рекла дека дури владата апсолутно не ги применува добрите практики од ЕУ. И според мене има дури анти-ЕУ расположение. Не применува прогресивна стапка на одданачување, веќе ја укинува, иако имаше голем ефект за краткотрајниот период во 2019 година, за 6 месеци само по повисоката стапка стекнати се приходи од 12,7 милиони евра. Не применува прогресивно одданачување на екстра добивките, а тоа веќе се воведува во Велика Британија и во многу земји членки од Европската унија. Ниту па ја сузбива сивата економија, иако постојано има акцијски планови за сузбивање на сивата економија, меѓутоа борбата стагнира. А сивата економија јаде околу 2,5 милиарди евра. Значи, ние место такви се проценките, мислам. Ние место да се задолжуваме, можеме со борбата за сузбивање на сивата економија, со прогресивното одданачување, со борба против корупцијата, да собереме средства за буџетот, место да се задолжуваме. Значи, доколку сузбиеме, а под сива економија се мисли оние пазарџи што се на улица што продаваат или она шверцо што оди на акцијски стоки? Во делови во Македонија дури има фирми, не можам да ги наречам фирми затоа што не се регистрирани. Ние зборуваме за фискализација, некој стопанисува без да регистрира фирма. Значи ги избегнува комплетно давачките. Инаку не би навлегувала сега сива економија што некои од екзистенцијални причини, нели? Да, па не мислам сега тие да земеме да ги бркаме тие. Да, во секој случај. Те сепак тоа голема луѓе од сиромаштија го прават тоа, не го прават точно. А корупцијата знаеме дека има многу негативен економски ефект. Цените се повисоки поради провизии, јавна тајна е, нели, дека добиваат провизии во сите јавни набавки. И мислам дека ситуацијата во Македонија нема да се подобри ако државата не ги преземе овие мерки, ако ги следи добрите практики од ЕУ. Добро, имам уште едно прашање, вие имате време да се напиете вода доколку имате потреба тоа. На локалните избори вие бевте кандидат на левица за градоначалник на Кисела Вода. Да. Позната вие, значи се подготвувале да ја преземете локалната власт, не успеавте, но што доколку успеавте? Дали некако да кажеме доколку бевте градоначалничка на Скопје, дали поинеку ќе ги направевте работите? Доколку јас бев кандидирана на општина и нема да имав многу влијание, нели? Врз градската власт, меѓутоа општо, да. Го забележуваме хаосот што е присутен веќе подолго време за граѓаните, тој што го чувствува на своја кожа многу долго, нели, чувствува дека се блокирани улиците. Ги сваќаме од една страна приватните превозници, меѓутоа ние како левица сметаме дека сите дејности што се од јавен интерес треба да ги вршат исклучиво јавните предпријатија, за да се запазат начелата сигурност, безбедност во давањето услуги, континуитет во давањето услуги и да се заштити потрошувачот. А што е со приватните превозници? Тие би можеле да возат, но за себе? Сметам дека тука треба да помогне централната власт, затоа што јавниот превоз е од јавен интерес. Треба да
инвестира во нови автобуси и да ги интегрира превозниците во ЈСП. Инаку превозниците добиваат пари баш од градскиот буџет. Тие немаат борба како некои во приватниот сектор да се борат. Сега значи нема конкуренција тука за сите има. Преку договорот со град Скопје, после тоа и ЈСП склучува со нив, тие добиваат средства. А владата веќе не исплатила, не владата, всушност Министерство за образование и наука, нема исплатено средства за бесплатен превоз на ученици и студенти во 2022 година. За пенсионерите плаќа град Скопје. Добро, велат не исплатиле, бидејќи тогаш беше пандемијата, не се ни одеше на училиште. Не, за 2022. 2022. Да, за 2022. Последна уплата има во 2021 година. Знаеме дека не е оптимално, всушност експертите тоа го велат, 200 автобуси да се возат дневно. Вела дека е оптимално од 60 до 80 и мора да се размислува за трамвајски превоз. Трамвајскиот превоз остана на хартија, подземната железница или метрото, тоа веќе е само фантазија, мислам да. А реално е да има Скопје трамвај, дури не мислам дека тоа премногу тешко да се направи. Да. И интересен податок имам што се однесува за трамвајскиот превоз. Скопје имало на крајот на 19 век и почетокот на 20 век. Прво било со конска влеча, потоа со шини и релацијата била од Камен мост до Дебар мало. Во 21 век ние уште не можеме да изградиме. Од Камен мост до Дебар мало нема права улица која може да ги спои. Мала релација. Меѓутоа во тоа време, во тоа време е изградено, да. Сега е мисловна именка да имаме такво нешто. Јулијана, јас ви благодарам многу гостување, се радам дека повторно ќе дојдете кај нас. И вас на поканата, да. Одиме повторно со блок на реклами и со новиот гостин.